21 век сме дека 2021 година го иде доста други делови од Европа идат напред, мене го видиш, што ние не идеме напред, као идеме кон примитивизам со вракаме на многу работа. Кажи ми конкретно што тоа што те изнервира на многу работа? Што на работно место не што изнервира, не знам, некоја ситуација на што се стави во некој вид на анксиозност, да не можеш да преземеш или не можам, сум немал такви проблеми да кажеш сум работел и што сум бил секогаш окей во таа струга, само мен не ми се свиѓа тој однос што го има према тој што е поставен над тебе, што он може да тебе да те гледа као негов предмет, као многу кодекси што се на работење се кршат и никој не збори ништо за тоа и никому не му е гајле. Тоа мене вига многу. Да. Дополнителен револт има значи кон работодавецот што малку по господарски пристап кон така, мислам дека тоа е малце примитивно, дека не треба така да дека окей да си има некој наднормално, има причина зашто некој над некого од тие класи, тоа нормално не може сега да бидат сите нормално тоа. Има работи што ги делат, но една од работите што не ми се свиѓа, што сметам дека апсолутно најбрза прилика што може да треба се тргне е тој однос на господарство, каде што мисли дека он се тика и него дека ти има вака удлангава дека тога може да ти правиш што се хиерархијата, кога се зборува за хиерархија, субординацијата, значи како функционира таа хиерархија. Цело време се поставува тој некој авторитарен систем да ти мора да го слушаш кој што ти над тебе, што ти е предпоставен и немаш никаков удел во функционирањето на самата материја што ја изработуваш. Да. Пошто нормално ти каде што видиш каде да работиш, имате некои кодекси на однесување, на работа, на тие и ти нормално како работник, тоа должност е да ги следиш. И нормално ќе гледаш да нема тука некој да ги крши да тоа, за да може текот на работата на било да иде континуирано да биде како што треба. Но многу случаи тоа не се случува кај нас, каде што доаѓа до тие меѓу као абе овој ми е мене пријател, направи му вака, така е против правилата. Да. Правиш што ги кажам, иначе тешко тебе. Као тоа не е една од работите што искрено мене вига, не само мене 100%, има една милион други луѓе што ги се сложат за таа работа. Сега многу газета на Македонија и многу можеби на вредничка зборува каде специфично македонска националност не сваќаат концептот на динамика на работно место. Да. Кај што треба многу се навлезени во гледиште на улоги. Улогата моја како газда, мојата функција е да земам. Улогата тоа како работник, тоа функција создаваш. И не сваќа дека ствари најпродуктивно едино динамика. Кај што ти ќе даеш нешто, ќе инвестираш, да правиш продукт на тоа. Ово што те тој стремеш. Да. Тоа не го сваќаат. И затоа има многу почувани и често кога идат во ѕид, кога се дојдат, кога веќе нема погреско, нема веќе повисок профит и стасот до одредено ниво, идат по дефолт на што знаат. Јас сум газдата, јас ќе си промоција сила. И тоа много проблемот. Па лечење на комплекси врз некои... Не лечење на комплекси, но... Може да дојде до такви ситуации со шоу. Генерално се нема тај социјален осет би рекол. Малце е тешко да се контролира во приватен сектор, што сепак си газа сам се инвестира во голем дел од тој дел и сега, ако не успее да се адаптира, може многу брзо да потоне, зависи како му обемот на работа. Ако се однесува до јавниот сектор, тоа е ужас веќе. Ужас. Тој директорот мисли он го контролира. Не. Тук имам контроверзен. Јавниот сектор не е ужас. Јавниот сектор си работи совршен како што треба. Зошто? Многу луѓе се жалат, оваа држава не работи како што треба. Не. Совршено добро работи. Еден проблем е не како работи, туку да откриеме како работи. Веќе системот си е совршен. Ќе идеме од највисоко до најниско. Од највисоко до системот се работи совршено. За неколку години само се менат политичките партии и фаците, истите ствари тотално остануваат кај што се. Важно е секад кој знаеш, како знаеш што мрзени од ѓубре, важно се конекциите. Да. И важно е кога секој некој години кога се мине, кој ќе експлоатира, не е камиње нешто, тој само се мине тоа. Така системот совршено се работи. Системот работи така, кај што мора да бидеш уведен во тоа, знаеш дека си периодиш таму, знаеш функциите како се, знаеш дека нешто не смене, и сега треба едноставно играта е станува како можеш максимално да извадиш тоа да експлоатираш. Што мога кажа?
Значи совршено си работи. Ако мислиш да се експлоатира некој, преку што? Не, поентата ми е дека системот совршено работи да те наменет да те експлоатира. Барем во Македонија. Нема да имам побрз бидејќи Значи самиот систем те експлоатира веќе по природа, не мора да човек да језе си ВМРО дека не самиот систем. Не, тоа е превеќе абстракција. Мислам конкретни личности во системот, што знаат како работи системот, како да постапуваат со него, знаат како да експлоатират. може да Знаат со кој да говорат, прагматичен знаат систем да кој кажа да тоа е оценат. дека јавна институција да ти Не се разлика. И верно институции. Има одредени што вршено играта играка. Знаат вистинските луѓе, знаат како постапат, имаат вистински информации за тие луѓе што можат да поверат и се тоа окрмилава. Знаеш како тоа е точно. Тоа е точно веќе тука нема ни веќе удел партијата, тоа веќе со работа помеѓу тие елити некои што се меѓу себе, па си помагаа за да обстанат на тоа работно место или за да стигнат до тоа работно место. Ама нема прогрес во самата динамика затоа што таа јавна институција треба да функционира генерално, за да може да напредува општеството, тоа мора да биде функционално. Ако не функционира, ние ќе стигнеме до тележа како што сега моментално. Во право си. Е функционално, но не на начин што сакаме. Тоа е разликата. Тоа е малку Ако сакаме некој функционално више, за нив тоа се совршено. некоја усовршена форма на функционалност и углед и лик што сакаме да се видиме државата, треба таму се да смене. Не во повик за немир нешто. Таму треба се да смене. Треба се од почеток да почне. Ама знаеш како говорат на некоја јавна позиција, или функција да речеме, поготово јавна институција, они имаат општествена одговорност. Они не функционираат за свој профит, генерално. Они работат да Иди кажи Но поентата со одговорноста, дали осеќаш? Значи, многу полесно да се каже како некоја општествена одговорност или имаш социјална одговорност. се потекнува од кадрите што се професионална одговорност, дали се чувствува таа одговорност? Тоа не може да се измери. Дори да се санкционира некого, секој се санкционира тоа што најмалку треба да санкционира, Па, никад се санкционира тоа што најмалку. санкции да треба да постават. Да. Скейтборд. Еве на пример кога беше Цвалната економија сосема 16 страна, кога беше бегството на Груевски, до ден денес уште не му прогласено кој одговорен, а вика треба одговорен си е МВР, Оливер Спасовски треба да се одговара, треба да се оставка затоа што избегал, веќе мора да се поднесе одговорност таков голем калибар. И до ден денес нема ништо од тоа. Па ти ги Знаеш нема. кога? Да. А кога имаше, например, Цајканот кога удри Цајканот кога тој од Дуи Да, не знам што беше претендник што беше. не беше ни претендник туку обезбедување или било нешто на Да, партија во Дуи и удри полицајка. на службено лице, второ Да, па направи се сапаја кој ти ја удрил. Некој одговараше, па за ташка случајот што ќе дадоа поголема плата. И што беше најлошо, сите ја обвинија жената дека жената е крива затоа што се согласила за тоа. Што дека се согласила да уди што не е Не се согласила за да молчи. И никој не застана за нејзе. И самија жената буквално само прво и основно, еви да речеме дека ќе прифатала да биде да се бори до крај. До кај ќе стигнала таа. Тој ќе дошол пак ќе утека. Не избега да работи. Не знае, па опасно е многу. Во држава секој си гледа сам за себе, тој нема чувство на солидарност. Еве на пример во пат ние кога скачаме, брат, јас дојдам кај тебе на се пред дојдеш кај мене, јас земам кај тебе пиво, ти земаш кај мене пиво, постојано си се социализираме. Таму моје Дружиме, нема, да, има наше. Сега не е експресирано наше него. Сега глупо ми е да ми дојдеш, па дома да ми дојдеш кај по нобе, таму ми исто како така, да. И генерално во другите друштва е така. Сега евентуално во овој дел кога жената треба да се подржи од сите останати луѓе, буквално жената тргаат на страни и ја винат дека она е виновна што не се бора. Она сама не може да се избори. Не може како може она виновна кога она била нападната на. И тој е полицаец, која што треба да се брани вакото, а во го нападнала и не одговара за ништо. И факт да си свакаш дека никој не те брани тебе од Чисто ништо. нормативна должност била или не во моментот? Но должност била, она тој е нарушување на тој е нарушување на службено што она го викнала пајакот, за да ме собере колата на место каде што не треба да ја паркира на човек, тој го е нападнал која си ти мене да ме тргаш колата. И утредентално безобразност, повторно се паркира на истото место. За да покаже сила. Не ме заебава. И ова мавравка, брат, го руша. И ево пак И его пак си крално, не ме заебава, брат. Што ви е на вас? Па не, што пагало тоа што изгледа многу, па тоа стоповите битнале. Има и уште една тема вака што да се отвори, што е маса скокотлива,
Може мисли, че глават зло, ама ајде. Сега дека можеше рез закон добар си. Многу е опасно што, например, ако дискутираш против туи, они одма се бранат на тоа, а нас не нападнавте албанците. Ние ги нападнавме албанците, ние ги нападнавме туи. Глупо е едноставно. Као глупо е и за нив, глупо е и за нас. И нема прогрес. Па нема општо. Тоа е најголемата жртва, прогрес. Као не можеш заеднички јазик да најдеш. Имаше сега во Вевчани, што згрешил народ традицијата, што беше со карневал, отворе тamo седем го тиеш со ебара, го тиеш со мора, цело да собереш. И тамо еден од протестантите викаше, луѓе, што не тој чај да направите. Така да не алтидот. Сегде се крши, буквално, и ови полиција не справедливо за тоа што им требаат на СДС полициски да се одржат да со не кажем жуи. полицискиот чашо се Да. чуваше. А таму каде што може да кажеш што нема доприна точка, ама може. Кога беше во Штип изборите, вие се радуваа таму градоначалникот со сите таму. Да, знаеме што беше. Прва кластери. И таму не идат, ама вече зашто знаеш нема никако таму конкретно инволвиран по големите мокници, ајде. Или овие ресторани кои ги затвараат. Па чекај, ти излага директорот за инспекција, не знам како се Стојко Пауновски мислам да се викаше. И вика, абе, не можем да ги затворам кафичи, и само што дошли може. Па тие газдите на кафичите се многу влијателни личности и во полицијата и во политиката. Како бе брат така збориш за ти? Не може да дискутираш например само за една тема, а не влезеш во друга. Пошто се поврзани. Зашто се поврзани. И не може да дадеш решение за ова, а да не дадеш решение за ова. Пошто изворот на хаосот секогаш од било која тема одеш кога се споиш со друга и директно. Ама кога гледаш телевизија, гледаш дебата и пишува. Решенијата во образованието, брата, правото како ќе го, како не може едно без друго да иде, не може културата да биде вака. Така. Че ние, вие двајца поготово, што сте имале искуство со бендови, рок-бендови што со Мануел, со Чума, не е битно. Слово е тоа на камера, што ти мајка. Але добро е тоа. Нешто е многу тешко е, например, во културата да ние да пробиеме како млади луѓе генерално. Разбираш како нема никаков, освен што беше звук во школка на Џон. Звук на Џон, организација за зашто веќе не постои, 2 години мислам веќе. Да. Годинава се знае што. Само да има град Скопје што му направија тоа, на дечко. Што очекуваш? Ама затоа сексуални работници таму може да танцуваат. Тоа на работници. Тоа на работници. И они се некоја класа што треба да се дискутира, што ја баш не ги мразам дека на тие луѓе конзервативни, али да, си има приоритизација варат прво на проблемите. Не може да си има приоритизација што ќе кажу убаво. Много брат, значи премногу теми има што не знаеш каде да започнеш прво при решавање на проблемите, зашто од сите страни пукава. Значи не е ова проблем сега што дошол со СДС за речење. Во време на ВМРО исто тоа. Исто беше. Генерално, значи се дали било црвена или плава боја исто доаѓа со тој проблемот, што нема разлика да сите викаат абе вака ако направиме вака ќе биде. Значи има многу музичари што не се експонирани во јавност и губат волја за да се занимаваат со музика затоа што немаат родители или пак се да ги бутнат. Добро, веројатно има и добри музичари, например Наско е многу добар. Да, Наско нема потреба за модел фамилија која. Ма нема врска, не само фамилијата. Он се талантиран брат. И Мариот и големиот брат. Нема тука дискусија тука. Да. Со споровата песна што беше кога би можело да порасна, нешто така беше песната. Тоа е зависи која ново проекти него имам следено. Јас само таму знам првата, другите не ги знам. О, што се има он издадено да, и мали писта. Да. Мартин. Браво. Меѓутоа ете, има и такви музичари што ние ги знаеме што каснаа брат. Нешто ги нема како се експонираат во јавност затоа што нема платформа каде можат они да се промовираат себе си. Познатите македонски певачи и уметници се многу навлезени во филм. Тоа многу непродуктивен начин. Многу смешно што два бона смета дека оние деношно франската музика во Македонија. И скоро се уверени во тоа. Јас дека уште од 90-ти дека рок бендови и хип-хоп што Македонија творат. Каква музика снима едно Они ништо не кажуваат такво и после тоа два бона ние донесоме звукот на странството во Македонија. Па гледај, Том Плеер го припремив. Добре, има брат. No shit дека окей. Само, реално типо е. Не, требаше покрај толку многу негативитет, може да биде така позитивно. Ако сакаш ироничу да тоа е осваќаме ироничу. Тоа е сака и он се забавува и самиот толку гледаш се лава се многу чил се човек. Ја немам но окей лика. Настапуваше кај на ројден кај мој другар и мислам беше коректен. Иако вака се, он така се ексцентрик по природа, така сака природа да го затоа е уникатен за тоа. Уникатен, да. Ексцентрици поштоем, не треба повеќе такви сцени. Не треба. Значи секој треба да се пронајде себе си во тоа што кога се прикаже, да не глуми нешто што не е. Да.
А како што речете, многу намекуваат во филм. Некои луѓе и таквите ликови многу ги перцепираат како дел од младината. Значи тие незрелиот дел од... Ама ако си филм не можеш да отвориш нешто оригинално, тоа е проблемот. Да. Што јездам никаде во Македонија немам да имам нешто апо оригинално, а просто естествено да го отвориш тоа. Али ако сме влезени филм, не може уопште шанса да имаме за тоа да го пробаме. Кога немаш ни шанса, през кога поле, дали музичката, дали филмската, дали уметничката, ликовната. Ако си во некој филм влезен, као, јас сум врвот, јас сум топ. Немаш, потреба скромност уметност. Еден млад човек нешто му пречи, што многу често знаеш, ние што се бунтуваме, знаеме да бидеме од страните, не од системот, тука бидеме како таргетирани дека ние сме лошите, ние сме безобразните, дека ние сме ваканци, се покажуваме. Независно во каков тон, дали го кажеме во тон како ти што го збориш или го кажеме како јас што го зборам, истата перцепција. Значи секогаш тие што најмногу говорат, најмногу се изразени, се сметат како нешто не прогресивно, а тоа е прогресивно. Тоа сметат нешто како... Не, зашо? Многу лесно одговора, за остана системот порано. Ова спушти глава што се вика, тоа е малце глуп начин да ги воспитуваш децата, но треба да им кажеш дека треба да се борат за тоа што не им се свига да го кажат. Напротив, за да има прогрес, кој што може да кажат, тоа е непрогресивно, воопшто. И затоа многу луѓе се израснати на тој начин и има тоа размислување, и затоа ти у школа ако кажеш абе ова не е убаво што се случува, треба да направиме нешто. И с другите деца под страв ќе се сложат со, иако тоа не смета на нив, ќе се сложат со професорот или надлежниот. И ти ќе бидеш таргетиран и етикетиран како лош или багабон, како што викаат. Значи се политички активен како мал. Се така, суштината политика треба да биде барањето на високото добро. И многу луѓе мислат дека политичка активност ти е само што правиш волно со другите. Кој знаеш у која група си, кој здружение што можеш да направиш. Не, политичка активност е во најмала смисло како градиш и оформуваш општеството со тоа влијание. Првично како себе си изградиш и после како имаш влијание на другите, како верување ќе сменеш, како перцепција ќе сменеш. Многу сметам во днешниот политички активен младичот кој себе ќе се изграда во примерна особа и после ќе помага другите се изградат и физички, многу нужно физичко здравје за ментално здравје, и ментално и психички, но и со вредности. Веќе едно од најголемите проблеми со младената, секогаш, не сега, е посоченост. Нема посоченост. Не знаат кој што да бидат посочени. И затоа треба секогаш да има некој сличен нив, што е добро изграден и ги посочен како добро. Иако може да ги посочи како добро и да ги оформи, нив да ги изграде, не да бидат како него, туку сами се да се изградат и се оформат, тоа што е повеќе политичка активност, отколку едноставно ако имаш силата да го да го затвориш или ово да го направиш или тоа. Па тоа е убаво што го кажат, треба на некој начин да си политички активен, без да се етикетира од партија е баш како што кажа колегата Драгнена. Знаеш како партиското функционирање треба да биде политичко автентично, меѓутоа јас имам искуство таму не е, значи исто е брат. Да не си активен, значи ништо посебно не се функционира, нема никаква промена. Не само тоа, каде многу ги насваќаат, ама политиката во прошно некои години, волност генерално главните две партии, ВМРО и СДСМ, стана династија. Да. Кај што многу младите што стануваат сега политички активни, следуваат династијата на Свети Татковци и мајки што предходно биле во тие партии. Да. Така е. Династичен менталитет има само. Како да разбереш тоа? Ја го прашаш зошто си у СДСМ? Јас за партијата гинам и зашто си ВМРО пред се бе. Партијата функционира за да го подобри живењето на државата. Не да го направи. Ти треба да бидеш со државата, правили генерално за општеството, општествена корисно да бидеш. А не партијата, кога што дека партијата нешто не функционира, ти треба да го се бориш да се смени, а не Точно така. Да бараш постојано изговор зашто нешто што се случило, а не е во рамките на етиката. Да, не само тоа. Се оправдува. Не знаат една од главните белези на љубов кон нешто. Потисите вика дека сакат партијата оно. Но една од главните белези на љубов е ако сакаш нешто, да сакаш да го подобриш кога видиш дека греши. Тоа и со луѓе, ако грешиш, кажуваш кај грешиш за подоброто ти ги сакаш. А со партија на страна, ја ги генам со стасане на муки. И ако гледа нешто лошо, ама е почерли ги би сметали. Да, се сокрие. Тоа не сакаш. Или ќе го криви на другите. Ти си волја без цел. Прашам нешто така. Ова веќе ми стопаја како се движи динамикава на дискусијата. Во политикава генерално, дали сметате дека има
кадри што се на соодветно место, како што треба, дали мислите? Моментално не. Не, немам по-брутален, нема по-мрв везнаци, големите, има младите и остарите, не викам не. Дали мислите, вака ги гледате политичари да сикате, брато, која држава живееме ние со вакви, како стигнале великови на таа позиција, брато? Имате ли го таква некоја мислење само јасно тоа? Нема се запрашува. Гледаш, брат, Има, Се запрашува. но баш лице на своје место не прави галама. И тоа е работата, што некој ако на своје место функционира како што треба, нема контроверзија, нема галама. Затоа не може да слуша. треба се по-обясни. Има, многу ретко е, ако осатив прашањето, Нема според правилно. Има каде што се на своја висока позиција, како што се најдобри, но ако стварно правиш се како што треба, ти не правиш време, не правиш контроверзија. Затоа и за тие обично не слушаме и не се зборим. Отако, нема ништо нотабилно, врши што е наменето. И затоа нема контроверзија. А толку често има многу луѓе на несоодветни места, кадрите неискусни, неспремни за тоа што прават, не знаат што прават, затоа има толку контроверзија околу тие ликови. Да. Не само тоа, него таа да си припадне на партија, не чека партијата ти е живот, него таа секоја партија што просто има начин на идеолошко функционирање, дали била центар десна, дали била центар лево, far right, far left. Повеќе нашо тоа нема, као сите да на цел, они да бидат главни, никој друг, и ниното да биде, другото нема. Затоа ви имате момент као ако ВМРО нешто направи СДС, абе ВМРО се криви, после ќе доат они истата грешка, абе ВМРО ви се криви, они го беа. ВМРО кога правеше така не се контролира. Треба да се има веројатно што други земји, веќе за Хрватска за пример, пошто толку ја потекла таа земја и што пак ќе проверам нешто ќе тргнам што се случува, таму малце другачи функционира сам. Да, има не страшно е тоа што го спомна и ти, што во партија генерално во СДС и ВМРО веќе како што се оценуваме, луѓето што ги наследуваат членовите во партијата се децата или потомците на тие луѓе што веќе биле во партијата. Значи нешто како монархија. И нешто ќе му дојде така како наследна партија, нешто како син му, татко му бил партија. Сега син може, има опција таква, син може да биде растено друго обкружување, што сме во општеството. И син му да биде по природа десничар. Што го СДС моментално радно шекинска десничар, де факто. Да. И он е во Социјалдемократски сојуз. И сега ти гледаш сигаш какви политики. Заев нема тоа прилата со Социјалдемократски сојуз. Или појма политика. Или ВМРО брат, гледаш Муцунски, го гледаш Илија Димовски, брат, сигаш, брато ви брат. Мисковски не знам кај. Брат, тој остаја те утка. Брат, кога Мисковски брави брат безличен е рекол. Не знам како ти опишам како гледам збори, брат, цел кема. Појма не знам. Не. Повише знаеш како мислам, има една реченица. Луѓето се радосни само затоа што се појавиле на телевизија. И имам такво некој чувство, дали изгледам добро, дали сум развиен, дали сум среден во косата. Брат, ако треба ќе изгледам како сум Џоку, моментално што изгледам, што и би бил со чиста волја, чиста живот, брат, да се дискутирам за сето, ако да изгледам како пигвин буквално и да бидам како тоа са ми рекла, браво сине, имаш мускулна маса на тебе, огромен си или пак многу згодно изгледаш телевизијата, сака камера. Брату, тоа што го збореше ти, пева 5 години, брат, не го мисли така. Значи, не ме заебавај што со политички да пак носиме поише статус, као јас сум на телевизија кој што кажа преска ти не си бил, као тоа не треба да биде, него си веќе политичар, треба свадиш дека имаш некоја одговорност, дека имаш глас кој може да направи нешто и дека треба тоа да искористи за добро, а не за да идеме назад или на компримитивизам, као. Ај разберам од кај дошле, од друго време. Брат, живееме класично, значи ово што сака да го каже, знам дека позади камери 1000%, шовинистичко конзервативно општество. Да, толку. Да, шовинистичко конзервативно не може боле да го кажеш. Нема ништо пролевичарско да речеме. Нема ништо. Се шовинистичко, конзервативно. Поготово зборам за елите во партијата. За нас малите, јас питам дека ние малите сме најпрогресивни. И затоа најмногу се бунтуваме зашто не ни пријат тој систем што промовираат старите. И ти гледаш како убаво си го првно дека сметаш дека во партиите влегуваат ликови што се наследени од страна на нивните родители. И тоа е така и јас го потврдувам зашто јас бев сум се уште, ама така се случува. Например, совет ми го ставаат на добриот другар на градоначалникот, син му на добриот. Не знам, у сектор на поголеми, во делот на поголеми валинците, поголемиот извршен шујмер, керката на недобрата другарка на жена му на Заев. Дечко. Што не е наводно? Овие кога си игра Симс истински живот. Председател на млади. Првиот, десната рака на Љупчо Николовски во негов кабинет. Брато, кој е дечко излага на говорници, вели,
сакам да му се благодарам на некој си Жика, Жика, што ми воведе во партија у таа и таа момент, да не беше не немаше да бидам тука. Па чекай ти не си заслужувал да бидеш у политички активен генерално, треба некој Жика да ти каже, знаеш, излезе просто Жика, да ми после прето, кој ти е Жика? Жика звучи име на некој што држи кафана. Или некој што може да кување на некој. Што се луѓе Жика. Никој не е посветен тука и тоа е проблемот. Као, не е проблем само што спомнам аристократско и династичко влијание, кој што спомнам, нека децата не се будат старите. Проблемот е што ни старите не се спремни, ни децата не знаат како ги припремат за тоа. Од ја го гледаме чисто најполитички аспект. Као, дури Платон, гледам ќе земам пример, има книга од Платон тука. Најполитички аспект треба да се спремаш за политика, за таа функција да ја земеш. Да го бутнеме синчево некаде од некоја администрација, взимам платечка, сложен до 28 години, да има тука деца и тама нека животот заврши. Што е тоа прогресија некоја варта, што сметат? Шовинистичко конзервативно општество, така го сметат. Ова зборам шовинистичко конзервативно, јас не зборам за декларативните политики што ги промовираат во мрежите. Се зборам во природа, какви се СДС и ВМРО генерално во нивните политики, позади камерите. Затоа што СДС, ако промовирала толку прогресивна наука, она ќе излегува тие во таа матрица на шовинистичко конзервативно. Зашто ако се залага да речеме за прогресивната политика, како и жените, она треба да излезе од матрицата дека треба да има позитивна дискриминација врз основа на тоа 50% жени, 50%. Не треба да го излезе од таа матрица. Значи што таму влагаат ликови што со сомнително мора, се зборам и за ВМРО конзервативна повеќе ги разбрал тој. Ама зборам за прогресивна партија мора да најде начин како жената со соодветен кадар да напредува, а не само затоа што е жена. Така, тоа е проблем не само веднаш, тоа светски проблем сега. Да, меѓутоа ние збориме за Македонија генерално. Да. Или во жени во политика да дискутираме. Тоа сигурно ќе имаме некои девојчиња за да не бидеме нападнати од феминистите, вие сте машки, како може да дискутирате вие за ако затоа да не дискутираме во тема, ќе ги викнеме и Кај сажах се машко? Да. Did you assume my gender? Срам те, сега не го знам. Да, да дискутираме, за ќе го ставиме во други подкасти. Зборавме преска и за работничките права генерално. Има ли работнички права, зашто ги знаеме многу дел од работнички права постојат. Дали имаме некој што воопшто не се да се почитува. Синдикатите треба да бидат на страната на работничките права. Ама немаме синдикати. Луѓе не знаат синдикат што е. Башка. А тие што се легуваат само затоа што ја го води синдикатот да може да влезе во договор со владата, за да може да се земе со син му некоја диплома, за да може да го вработат негде да го питнат. Тоа е тоа, значи не. А тоа е она работнички стега не ги врши тие дуžности, него само го прави тоа што. Знаеш кога беше една од тие безсмислени политики. По време на ВМРО, заменик за, тоест еден од одговорните кој што беше за политиката за работничките права беше Хочен Гушев. Да. Кога дојде СДС, како главен, што треба се мислете дека ќе биде некој од работничката класа пак. Дека ќе биде комутно на страната на работниците и се буди. Не бе братно. Ајде пак да го земем пак неголемиот капиталиста што постои. Ајде пак Хочен Гушев. Кој што треба, пошто капиталисти е главен на работнички синдикати, нормално нека нема да биде така што треба. Тоа логика. Па некој работен стол не треба да си некој брейнстормер ефект, некој само земја од пример од прехвалниот систем, толку е. Најсмешно ми е кога синдикатот е формиран од самиот авторитет кој што треба да се бори. Да. Најсмешно на работа синдикатот е формиран од самиот работодавец. Што? Или што посмешно ми е, во мојот факултет има синдикат за професорите, што од самиот факултет формирано. Како е? Тој што треба да се бори? Буквално, не знам дали е оксиморон, дали е парадокс, не знам кој збор треба да го прикачам на тоа. Енигма. Силата што треба да се бори... Ова е тоа во збор без подсебување на интелигенцијата на младите. Да. Тешко. Мислам дека ние не гледаме ништо, а гледаме се и затоа не се активираме. Не зашто така. Еве ти кога викаш, каде се комисари? Мислам, комисари препатираме. Борис, каде се активираме? Си брат, не знам каде се активираме, нема што се активираме. Зашто не дека сме пасивни, ние сакаме да се активираме. Нема каде бе, брат. Значи, знаеме да се одиме по улицата, прво никој нема да го пренесе тоа на земјата постапи. Ќе да растераат одма. Ќе да растераат одма и ќе речат неколку металци од парк, Маркоси, Сонджоку, Хесус и Рагнар од парк.
Така да е в Bulgaria. Хрещия да са бъдва. Ќе разпојат там имиња со оној американецот што Да. Тие подценуваат интелигенцијата и моето што треба да им кажам тоа е со тоа да they get away with it, пошто знаеш моето, малци што знаеш. Тоа го мислам, ја знаеш што знае. Да. Па не знаеме доста поише работи од било кој од вас, пошто Знаеме точно кој ги краде парите, зошто не функционира сега. Знаеме точно кои луѓе се поставуваат на позиции, зашто нешто ние не мора да ги видиме на камера. Ние тие луѓе сме ги запознали некад нешто да преку друг пријател, преку и знаеме точно како функционира, брато, како брат, цел живот никад ти кажа ништо на политика, сега на политички актив. Или пак не мора да и по политика, некоја јавна позиција, директор, не знам зошто. Значи, точно знаеме дека се прават договори меѓу себе, бизнеси се гледа веќе, значи се судат за 27 април зафоди за Тодоров и за Спиро да каже дека не биле виновни. Као, what? Ма меѓу време Спирот или кажа, Пупу не важи, вие Пупу не важи, да, наредна епизода ќе прави. Да, вие со мене се играат. Телевизија презента, брат. Да, баш, Шпанска серија, брат. Шпанска серија. И никој не реагира. Значи, не се младите тие што не реагираат. Туку станеме, брат, че ние младите сме као добро, ние не можеме ше направиме, уште не сме таква позиција. Старите нашо не прават, па ти ако Станеме ги каже гледаме, нешто, и кога ги гледаме, брат, сигурно и сега ќе каже нешто ќе изреагира. Не бе, брат, го гледаш, знаеш, брат, ти кјути, само взимаш. Do something, Па сега ви кажам зашто е do така. something. Пошто знам доста луѓе што се разборат со постари луѓе ова. Ако каже нешто, утре дента на работа, дојди мамо пата. Што сте татам рекол? Тако. А сад што виш. Да, реално. Така да и тоа е, дали било за школските протести, за било што многу луѓе мора да кјутат и да зборат тоа што не гледа и тоа што сме систем на партиократија. И бюрократија каде што буквално ко Северна Кореја, ако кажеш нешто не треба, утрето нема. Па не само тоа, не е само за цензурата. Немат ни компетенцијата, ни волјата да кажеш нешто различно. Оти, јас да смеем оваа постара генерација, да бидеме реални. Као, на прво запознавање, највиш обично може тие постари генерации пуштат. Бате, имаш нешто. Тоа е највиш обично може да има од постари генерации да каже. Многу ретко некој видео се најде што каже нешто друго. Дока ние тука седиме без многу најклоше ќе се каже ништо не правиме да дискутираме за ова. Да. Кога развиваме компетенции, да развиваме знаење, други ще гледаме. И второ, не земе нешто лично. Кој тој ми приметен колку старите се сваќаат лично. Не ништо през колку се едно губне еден друг, ништо лично не сваќаат и не е лично. Старе, тоа е едноставно и тоа е дел од системот, колку лично сваќаш стварите. Затоа не може за општо добро да сваќа концепти треба да се работи, од и само немаше призвата на лично што ти е. Знаеш, кога ние дискутираме за овие политичари, они се јавни личности. Не политичари, не за било која друга јавна позиција. Сега ние не ги дискутираме ни лично дома што прават, брат. Да, ние дискутираме нивните постапки, што ни ги превземале во политика. Да, пошто и пак наши пари од тамак ја за Да, нешто затоа ние имаме право да дискутираме за нив. Моја идеја и еден од нешите што се работувавме ова ние малите, колку што може младите од различни млади да дискутираат гласно за промените, за тоа што им пречи. И сега ме прашувам дали знаете точно што се случува во државава, без никој ништо да ви каже, може лесно да заклучите што се дешава, нема никаква манипулација. И многу лесно може да видите пропагандите што се пасираат и од СДСВМ. Зборам за популистичките пропаганди дека идат со политика, секад ние го правиме во обрат на младите. Младинска политика, младинска. Значи јас мислам дека тој е дел од пропагандата, се заслушаш. Не постои младинска политика за млади. Тоа е политика за стари. Туку они викаат како ние да ги влечеме младите. А ќе пишеме политика за млади, не може да така. Школа. Нас е тоа не иритира немањето правда, општествена правда. Немањето на етички односи, морални односи, кои што сме ние научени, сме изградиле карактер основа на тие. Точно. Ти се говориш, а младите не се доволни за тоа што имаат ниски плати. Брат, борете тоа, да, ама ја можам да се изборам со моето образование како да имам поголема плата. Проблемот е што можноста, за да стигнеме да се изборам со тоа, ја нема. Да. Тоа е тоа што нас ни пречи генерално, што ние можностите тука имаме толку многу капацитет. Што си имам другарија генерално сум влегол во дебати со странски младинци. Брат, знаеш дека никако младина генерално во Македонија имаме многу голем капацитет да се пробиеме надвор
покрај конкуренцијата од другите држави. Значи ние можеше стварно ние го колаборираме, ние се шегуваме. Ние стварно имаме, и веќе кога вас двајца ви кажувам дека сум бил по контакт со многу млади, што зборам надвор од државите. Имаме многу поголема капацитет, елоквентност и начин на размислување како да стигнеме до решенијата, да го детектираме проблемот и плюс да напредуваме побрзо, него што тие младици напредуват. Ние тука сме научени на маца потешка како да напредуваме, побрзо се адаптираме. Кога излагаме надвор, ние стикаваме една по лабава атмосфера за напредок. Значи многу полесно, многу знаеме како точно каде што да се случуваат работите, затоа што кога сме учени дека не дека Македонија нема кадри, Македонија има кадри, меѓутоа тие кадри не ги користи правилно, не сака да ги користи. Затоа што ако ги користела правилно, целата политичка естрада, да ја наречеме, сцена, моментално нема да биде така. Значи, ги било многу други личности, ги било по-концизни дебати, ги било по-суштински дебати, нема да биде дневна политика. Дали денес Заев отиде со Мерцедесот или отиде со или Груевски отиде со Мочари? Дали Личковски носеше, дали Царовска ношела 300 евра шал или не знам Горана Синявски играла танц? Дали ние како млади генерално збориме можеме да дискутираме дека од политичари да не очекуваме да бидат јавни личности. Добро, да. Очекуваме они да бидат на ниво на нивната задача, да бидат општествено одговорни. Или се кратки црти да бидат политичари за тоа што се наменети и што се поставени. Нали, Као у политичките партии во Македонија, дело што е... Многу е лошо што не можеме да направиме дистинкција во политиката без партиите. Да, не може. Не, затоа ќе правам малку функција, што сакам да кажеме политичките партии младите, што со Македонија, тоест одолжно ден за младите од тие политички партии, е повеќе како фан клуб, наместо нешто авторитети може да има со тоа. Буквално фан клуб за таа партија за да може да ги моделираат за полоца да бидат исти како нив. Не да дадат некоја муки за своите воли и своите идеи младите да ги представат и едноставно се безмокни. Немаме можност кога се напредува, немаме шансите, од старите нема волја да се соработува со нас, така да... Што? Затоа убаво што кажеш за странство. Затоа е многу изразно странство кај што туѓето исторно помнило од своето не те замарава. Примерно што име на мој другарка, за 4 месеци излезе во странство. Тука што отидем, меѓутоа, брат, Борис, тука не можам да немам начин како да просперирам. Со да направам контакти надвор, 4 месеци. За 4 месеци, ако ти кажам дека во таа организација кај што влезе, успеа да ги поврзе сите држави што се скандинавски држави, генерално младенци и генерално низ Европа, и она стана председател на таа организација за 4 месеци. А пред 4 месеци беше никој ништо. И она вика, Борис, многу полесно се напредува напред, затоа што надвор има слух, таму те запатуваат и пишува. Има некој луѓе што ќе те примерат и овој дечко мора да го искористи. Или оваа девојка. Упорно и младите меѓу себе, меѓу народните младински организации меѓу себе се подржува. Има еден вид на анимозитет, туку има конкуренција, здрава, лојална конкуренција, каде што ти седуваме, дебатираме и одиме една суштинска дебата. Ако ти мене победиш, јас не сте викам, брат, овој никога више не опуштена камера, никад више тука не викаме. Чека, ајде тогаш ќе сложувам, ајде да пробаме со тој аспект и да најдеме вид на решение како можеме ние да стигнеме до НЗС, каде што можеме тоа што сме победили, да видиме дали може да се спроведе и да го спроведеме. А не да биде спроведено, например, што мене медитира во законот за марихуана исхрана. Ја немам ништо против легализацијата на марихуана, имам против начинот на тоа како политички се исполитизира цела ситуација. Да. Затоа што не беше намерата да биде легализацијата да биде врз основа да контролира еден човек, тоа да го контролира тој човек што не треба да го контролира. Монопол, ќе сега да направи Да, и затоа они ќе се обидуваат да го легализираат се, во да го зголемо профит. Значи, ако се легализира, да се легализира како што се прави во другите држави. Не го преш. Да е контролирано убаво растона кој што треба да си има на кои места да си земеш и да не кој што вика таа пресканица се лоши. А за да биде тоа, за да биде таа, мора да има владење на правото. Да. Ама не мора да биде, тоа зборам за објективно владење на правото. Не зборам ја за тој да не владе, за тој да владе. Или како беше со Рачиново и Струмица, да немаше едно пренес на марихуана. Да. Не знам, тука имало некоја да си бизнис делка изгледа, не знам зашто.
Точно украла станица? Да. Пане 500.000 евра да се додаде, ај ќе ги дајме државен пари. Шо 500.000 евра за начино. Бомбо. Дете ги за релиф фондови за Да, COVID-19. да. Они украде 4 да се тепаме тука се. Дај тоа држава. Тај спокај, па тоа нема, глупи се на луѓе, нема на примета до живе. Да. Не огледаат тоа, него никој ништо. Тоа ти Тој што ќе знак да ќе му кажа не може се зуцна нешто утре и работа не ништо ќе бидеш готов. Да. Затоа ние како политички младенци јас сметам, а и увидов тоа веќе го зборуваме, го констатирам, знаеме точно што се дешава. Зборуваме што ние на прашалниците имавме и 16 годишни девојчиња и младенци што збореа како знаат се. Значи они точно викаат тоа да не може да се смени ништо. Вака кога се постави работи не може да се смени ништо. Нормално, ние мора да се бориме како млади луѓе, не смееме да се откажуваме од битката. Воопшто не треба. Меѓутоа мора да имаме платформа, таква платформа сакаме да биде ние младите, колку што можеме да биде универзално тоа, за да не биде дека јас ако сум бил еден од главните иницијатори, дека јас треба да бидам тој што ја продолжува каузата. Да, сите треба да вклучени во тоа. Да, точно, сите Сите треба да се идеи што борат. ги имаме и се што ги слушаат ова, кога имаат било каква идеја, имаат било каква замисла, сакаат да си кажат нешто слободно, нека ни контактираат, или ако имаат нешто против нас генерално, против твоите стави, моите стави, можеме да влеземе да ги дискутираме, нема ние да ги јадеме, брате. Тоа е поентата да се дискутира за демонтира кој што го фаќа да го каже. Да, тоа е слободата на говорот, тоа е убавината. Тоа е баш слободно на говор. Жал ми е да не следно две проекти како аналогија што со како дрво падне во шумата дали прави звук или не. И многу ми е жал лошо не се земе ова кај што ние да збориме за продуктивни стави, да збориме за стави што се корисни, ако никој не слушаме каде крај што тоа ќе биде многу жал. Да, може да се направи некој вид на решение, да не потегне тоа од самиот врв. Пак може да здоле никако да се избие. Тука мора да се стане некој знак на прашање и да го размислуваме. Нормално ние не сме се дојдени тука да ставиме конкретно, мора да се стави тоа под знак на прашање. Да, тоа него да ви постави дека во било тапа. Не знам, моја логика е Знаеш, из историјата неголемите револуции потекнале баш од делот за работничките права. Да. Сметам дека треба просто да кажем, искористен пример, да биде свесен за што е моќта и што може да направи. И баш преска зборуваме на синдикати и баш ще сега пример од 80-ти или 90-ти во Норвешка за против Харибо корпорацијата. Мислам дека беше, не се не земе. Харибо беше германска. Една за друга Харибо беше. За Харибо, но за кога се проширил браншот во Норвешка. Барале, тоест Харибо нудила америчка минимална сплата на норвежани. Тој вика, не сакам повеќе. Вика, не може ова се правило на корпорацијата, толку ќе добиете. И што прават? Собираат синдикатите од цела држава. Не само за работничките, туку пошта, логистика се, уопште Харибо продукти не тече на цела држава. И останало вие мора да подкрепат. Ворет ќе дадем кој бари не сакате. И тоа наставно треба да се свесен моќта на користот работи. Не се знаат како концептот на синдикат уопште е странски змив. Многу луѓе тоа нешто што Југославија имаше нема веќе. Нема веќе. Југославија имало синдикати. Југославија имало синдикати, затоа многу луѓе ми кажат у нашето време. Еба сега. Нашето време. Да, нашето време кога тој збор кога мразам, ќе кажам мое време, наше време се знаеше како треба. Жените се созет. Не се знаело, него сите биле полиберални од денеска, тоа е факт. Ото и било кој спот сакаше едно тајчи ќе ја земе, ова на Евровизија што прати Југославија, значи она како што се носи во да види како изгледа, тоа денеска е мислено димка за многу луѓе, тоа некоја така дискочи улица, одма ќе изгледа мобет и не знам какви вакви. Па ете зашто тоа нивно време може да било комунистичко конзервативно општество. Значи нека не ми дискутираат политичарите за тоа е сепак време ќе ја земе, исто и таа е јавна личност со тоа време. Видија она каква била на млади, значи тоа многу поотворени биле у тоа време, што е моцечно, па што со татко ми јам зборено, што татко ми е баги постар 57 години има, али бил на некој начин по-open minded од негово време, не бил као другите, бил така, по-слободен бил како човек и му зборено, таа дека тата, кажи ми зашто у твое време ова и ова, што денеска не може да го направиш, бил многу поприфатливи, како друго време. Некако вие не знам као млади, ми е чудно што мора да живеете овакво шовинистичко општество. Ја во ваше време сум имал многу поли послободен сум бил. Поише избор сум имал. Вие некако, не знам како да ви кажам, не смеете се дружите едни со други вера или нација. А во моје време тоа го немало. Да.
Као многу е... Значи, кога ние малите не сме растени брат со поделба, ама ќе офатиме тоа покасно малце, за работичките права е тешка тема за да не заклучиме било што. Тоа треба да се емисија по себе да се направи. Да, и поголема мобилизација, ама уште не сме толку актуелни за да можеме да ставиме целосен извичник на истото прашање, ќе биде и ова прашање. Активираноста на младите во партиите, освен што преска дискутиравме дека младите се активираат во партиите преку нивните родители пред се. Да, и се партиски ботови. Се партиски ботови продолжуваат. Сега, дали тој се дел од младите? Како можеме да му окажеме дека ако младенец си окаже својот став во партија, дека он ќе направи промена и дека нема да направи промена и промената ќе биде што ќе нема утре. Ќе го отстранат? Па ќе го отстранат или ќе му кажат не збори многу и ќути си. Пошто и погледам преку татата бил родител влезен, што во нас не наставил позиција да го каже и не може он таму стане да попунува место да е под, дека друг му кажува што он ќе каже што ќе клиентелистички систем. Тоа е и авторитетот на системот. Тоест системот сам себе се креира. И многу луѓе што баш кажа Исус, тие легитирачки зборови за тешкувачки, каже некој не збори така легитирана функција законочки, и они може би сакаат да видат промената. Но веќе се толку многу вредни во системот, толку се упаднати таа игра, таа машинерија, што не може да нешто да застоите постапува. Дури и волјата ќе каже спротивно. И тоа е страшно клучето за системот, што сам себе се рекреира и се обстојува. И ќе бидеме реални. Јас дал преска име доста друготорни негативно гледиште кон постарите што имат вистинска памуки, но и они многу случаи сакаат да видат промена. Не може. Системот едноставно рекреира себе си. На системот го создаваат тие поединци што се поставени од највисоките луѓе во хиерархијата во општеството, највисоките луѓе во хиерархијата. Дефинитивно. Но работа обстои фактот е дека тие се луѓе. И тие стасаме таму и тие се развиле некои обидувања тоа на работа што системот дозволува такви луѓе. Системот сам себе пак се рекреира. Таму многу е чудно вака да се каже, не така. И тие со своите години и своите искуства стасени се до таму, иако мислат доброволно да толеруват, не. Тие се така како глина вредени. Уште од својата регија. Секој е како глина вреден своја регија да биде од системот, не е нашен друг. Да, но знаеш како они не ги користеле тие морални принципи за да напредуваат, они ги користеле ние тоа Макиавелиски? Точно се гласуват. Не, она речица што многу мрзам. Битно е да стигнеш до целта, не ги гледа средствата. И па макиавелиски начин. Тоа да. И тоа е тој момент што мене ме иритира што затоа нас младите има многу поголема етика него што ги изборат по старите, иако мислам они веруваат во. Да. Те сваќам, но гледај, многу луѓе смятат дека макиавелиски начин на действување и развиток е скроз волефакт. Пак дека не е. Работа е за мозокот дека е многу неразумен. И генерално луѓе кога се под неголем стресиви во таква околност фрли, се развијаат на таков макиавелиски начин. Веќе пресети топ, ти немаш причина. Ќе земам пример со различни човечки раси, зашто нема развиеност. Многу луѓе, потесничари веруваат дека африканци не се толку развиени, оти нешто својата раса, како ни дозволува. Не, едноставно си се што треба. Кога топи е климата, топи е животот, не треба градот около не. Си имат храна, не треба ништо друго. Топи е цел живот. Ама знаеш што ми е топ цел живот, не мора макиавелиски да действуваат. Макиавелиски се действува кога си константен стрес, константен предизвик имаш фрлено кон тебе. Затоа. И тоа не е свесно. Точно е значи тема зборот за образованието се. Ние ќе земеме фински модел. Тоа не е фински модел. Финска си кажа дека тоа е булшит. Тоа не е фински модел. Добро, готово да фински. Финска изјави како што вие променуват луѓе. Немаме ние блага веза со ова. И ето речи. Добро, брат, што пратиме држава? Само вест. Па заедно што слушат таму сите со одбранија, малце негативно им действува и почнуваат да халуцинираат ствари, што прават. Брат, стварно, кога беше Павле Богоевски патен за кока, не знам, на начување ова, и имаше една иницијатива поднесена, ајде сите да бидат по парламент тестирани за дрога. Не чекат сите одбија, да видат? Не може! Подаде, као две ствари, зашто ако ги тестираш крвта на луѓе парламент, ќе откриеш или имат коков систем, или имат диазепам, салан, елицеа, оксат, и се што може да се верува, не се капче. Ма дали ганджа, преслава ганджа. Да, за нива преслава ганджа.
Ова активираност на мајта во партиите. Пред се забавиш, кога сам да подијам да говорам телевизија, и дали увезгледам. Не се прошут, и дали си испи функција да се вајде. Стресно да говориш пред публика. Кога мора да пиеш нешто пред тоа. Веднаш ако и ние збориме пред публика, ама ние го збориме тоа природно и ние знаеме точно што мислиме. Они мора да лажат и затоа се не да лажат. Да, нема агенда што мора да Да, они викаат, дали ако кажам овако, го задрешам, што ќе ми се деси? Кој ќе нешто ќе се деси народот. Народот ќе опушта, не миња, иронија ќе му прави се живи дивот. Да. Вика, ево и тоа шефот кој ќе тоа па не, јако ми избрка, јако ми кажа се живееме папа. Страшно, баха кој има тони природна мисла, има течна мисла, ќе се окаже дека нешто ќе збориме, затоа можеме така. Ние осеќаме дека имаме кредибилитет, зашто ние не сме ги правите криминални, ако може они знаат дека некаде лаво кој имаат нешто направено и се одговорно тоа нив ги издаваат. Но сега чекај да произлезам јас. Да, тој подилник виша, тоа или изгледам силен ваков таков, ама стои се гледа дека лажеш. Брате, лажеш се гледа тука се чита. Саша Матиш се гледа дека лажеш. Океј, ова беше тука, Тоа беше црн хумор, се извинуваме за Саша Матич, да. Закон потката го обожавам. Да, одлично, да. Значи ние немаме проблем со тоа што не е проблем. Ќе зборам за музиката. Не е проблем тоа што има артисти што се подобри од другите, што добиле поголемо внимание. Да, како го добиле тоа? Работата Што прават, тако е да, зошто и останатите води не добиваат исти шанси, исти платформи, иако ги немаат родителите за цел. Зашто имаше една пејачка што вели, прашуваат на интервју, добро ве на Макфест, очигледно дека на Макфест се местата кај тоа не е битно. Вика, добро, што ќе кажете вие за вашиот аутфит, за вашата песна? Не знам ја тоа, татко ми прашате, го ми купи се. Тоа е тоа се мала Кристота ја напише песна, тоа мислам не окей. Окей, нека други да напише песна, али ја ипак малце поише цена, мало не беше сам си го направил, таа поше гледам колку е креативен, што мисли, она, затоа ја поише сакам алтернативна музика, пошто можеш да видиш што е тоа. Тоа е вкусна музика, дека си има и такви кремци, си има увиш сакаат рап, што има. Јас слушам рап ама што сакаат по-длабока музика, него сакаат поише комерцијална, што да ги опушти, нешто сакаат джез, блуз. Тоа не е проблем. Меѓутоа проблемот што напредува цело време еден ист на музика во држава. Ама не е цело време Бориста, имаш метно дека од 2010-та наваму тоа се случува. Во пред тоа имавме ние музичари, кој да кажеме дека го слушаме македонска сцена, дали било рап, дали било поп, рок, метал, било што. Добро, зошто се случува? Ако да тоа што спориш, најмногу да престане нешто. Например, имаме порано Легијата, Токсикологија, имаме тие две познати рап групи кои ти беше нената страна. Имаше пејачи, Тоше, Каролина, Елена Ристерска, имаме музика од групи Нокаут, имавме. Нокаут се уште се. И они се се кажа поранешниот сегнал пој. Се нешто да се мене Нокаут многу ми се допаѓаат. Ја мислам имаат квалитетна музика и затоа се докажуваме тоа да се игра. Кај да отиде брат се гледа дека пак да го споменам покојни Владко Илиевски, исто. Да, и Владче. Лесна од земја. Он доаѓаше на школка во звук. На Почел пак кога да поминеше но фин човек, не беше дигнат, иако е позната личност свет, не беше дигнат, не беше още кога каже здраво. У кафана имаше пак контегреш, не знаеш да стадион, да. Ке помине из првека, ќе каже здраво, што правите дечки, како е? Да, Владче супер. Тоа е многу фин човек беше, многу криво ми падна кога слушам лекуве. Да, почине. Имаме, сега да не ги споменам IPMG, да не ги споминам, тоа не е популарна работа, се спомнам. Секоја можна бранша на музика снима нешто да слушаме во Македонија. Добро, зашто нагло тогаш песне? Зашто нагло се промовираше музика која што не музика се промовира тука, зашто кич брат, така не битна, комерцијална не битна музика. Не знам за дека таква публика точно дека е мнозинство, парите се тука. Брат, трапов можеби се тренд, ама мислам дека не е трапот крив. Не е трапот крив тука, што се случува? Има и добар трап. Има многу добар трап. Ама зошто не знам како се случува. Па не е ова трап модерна. Има ли доволна селекција брат кој да што прави? Два пона не изметам под трап, така да. Или ги сметав под трап, ама не знам. Не, има на почеток има трап и тој трап песни после поминјани таа регетон школа, ако стока, како така и да. Да, добро, зошто тогаш престана музика? Што се случи со не добија шанса никој веќе тоа што се захвали се у партијата. Значи по партија многу музичари што доаѓаат. Знам. Оперски пејачи, одат барат, брат ми треба поише настапи да ако можеш обсреди ми ово, значи
Па са, кој може да партиципира, музика влезе напредно преку. Или тоа, или едноставно луѓе вика дека веќе нема да што се трудам, немам ништо да ги оставам, едноставно тие луѓе нема нови што го прават тоа, младите тие што ќе дојдат, немаат уште толку шанса, едноставно тоа згасно, памтам кога бев помалку. Мене голем музичар во парк, помења со нас, не му спомнам името, ќе го знаат. Позната панара во епизод беше. Добре. Знаат ме позна. Неверојатни таленти, и они децата. Неверојатни. И таткото вој седеше на почеток. Дискутираме и само како земта прашалниците кои правиме, да не кажете нешто за музиката за уметност. Деца, тоа за да го кажам. Камерова нема никој да го кажа. Тема да се егајте деца тука. Ова музика не денес што се случува нешто умаше убава мисла кажано. Сега посети баш. Значи, чим стигна тој човек да кажува за музиката држава како се легува вика партија прави нешто краткорочно, тој не остава нешто за пелек достави. Не. Зборуваше за музиката позади порано ако била составува музика за да трае, за да има. Па така да. И вика луѓе што со музика века денес прави денес музика за да добие 4-5 фаулес на ако тоа не битен, не славен, како што вика се појавила на телевизија. Мене да ја сега постат бекстејдж, новиот хит музичар, овој тој, стои појма немаш кој тој слушаш песната, особено слушам прехомбиов. Клише, као. Само и тие, тој Jet Set брат у Македонија. Кој Jet Set бе? Бекстејдж. Кој што на ексклузив. Баш што со луѓето. Мелита, Лила. Брат, колко се цитирам брат што со ликови бе. Кои се тие ликови? Во втора некој нешто беше активно за разводот на јавно што се разведуваше дека. Тај. Брат, значи јас сега вака на Твитер, брат. Искачи рандом пост. Еве што кажа овој се разведува од жена, брат, што се приказна. Што не боли такво, што кажа кога се разведува со жена. Што на Facebook и гледаше некој си на некој си Ко? Знаеш што беше проекти преси кој бев тоа? Шрек и Фиона се разведуваат. Буквално Шрек и Фиона така изгледа. Брат, колку да е злобно сега што го зборувам, брат, ама не е злобно, бе. Вести се вртат, бе. Вика, тоа така и во странство. Кој странство, бе, брат, кај? Не е така. Не е така, брат, што Србија не е странство. Бугарија не е странство. Хрватска не е странство. Отворни се. Кај тоа странство? Мора да се најде некој начин за музиката. Имаше порано пејача школка во звук. Имаше и гаражен вајвол, не знам кој. И во гаражите имаше доле, да. Не, гаражен вајвол беше емисија, не знам која програма. Тоа можам некој публика има да коментира, ако памти нека пише таму коментари, да. Тоа исто беше интересно, таму имаше интересни ствари. Знаеш како, за да можеме да дискутираме за музиката, потребно е ти си музичар, добро? Треба да има и други музичари што треба да дискутираат критички на тоа. Ова некој упорно се сплаши да не ги навредат своите колеги, а не гледа дека не ги навредат своите колеги, тука не спорат за музиката од држава како се функционира. Да. Ама ако успееме да го говориме некако, да го убедиме тој музичар возрастниот човек да дискутира пред камера, ќе биде одлично, ама тешко ми е да успеам. Абе, може тука ја да понудам мои конекции, пошто се знам за доста постари музичари, но татко ми почуче да сум негово срема. Со Конкорд, таа екипа тие, за татко ми биде другари од срема. Ама и како што кажеш, порано имаше музика, стварно имаше музика. Па се стварало пошто имало инспирација, имало, не им било кај да испитати, нема знаат дека има луѓе што сакаат тоа. И баца ќе се труди, ева да ќе штеди пари, ќе вако да си купи опрема, ќе свират, ќе направат нешто. Денеска не можеш, пошто од прво денеска млад човек што е на 20 години ќе со некоја работа загорен, 100% нема да биде по негова струка, пошто живееме кај што живееме. Ќе треба да е доста таму да работи. Да сега освен два бона, сладка, кој друго оставува на кодеска музичка? Нема. Нема, иначе треба да докажам. Ќе мора да е таму, па опрема нема да може па да се земе тука, пошто нема доволно, ќе мора да наручува оно, па царини ќе треба да плаќа да му стигне, па ајде нека се намести до гаража, едва до гаража што живее ќе се сместат, се деси поплава, може да отиде се јавана и малце е тешка таа денеска, као баш и немаш ни престори, ништо порно, барем да престори. Макар се знам дека имаш издавано порано, тоа е. Да, МКЦ. Може и уште издава некои. Знаеш што проблемот со музиката исто така? Многу други се уште се илегални. Треба повеќе други се легализираат. Не, да биеме колку и да мрачно и погрешно звучи, најдобра музика има такова, највеќе друга се правеше со тоа 60-ти од 80-90-ти. А што да ми било легално поло тие ствари што се правили у 60-ти? Але сега,
Важно добра музика имаше, сега Значи, музика и тоа што произведуваше Леписо, музика беше тоа што произведува Тошев, музика беше тоа Каролина, музика беше тоа што го правеа Сав и Чиста околина. Музика беше и рок бендови во Македонија, не е битно. Музика беше и нокаут, сега што прави музика. Ама не влева, за да успее музичар во Македонија мора да пее на политичка кампања, бе брат. Че го гледаш Владо Јаневски, гледаш Калиопи таму, Калиопи ваму, го гледаш... Кој што беше Гледаш Лил Памп со Трамп. Не може да се деси тоа. Се деси! Лил Памп говореше на кампања на Трамп. Ево види видеото. Ало, и ота ти за Памп. Чекай, шо Лил Памп зборува Лил Памп, Трамп буквално зборе на пиедестал се и вика сега кога дам збор на Лил Памп да каже нешто. И става Лил Памп со факе мага капа збори за Трамп. Предобро. Тоа сакам Македонија. Сакам Кој? Кој да збори за Кривско мода да искочи да се после Саев или Висковски или некој. Сакам тоа да тоа, даже слушај ми го сега, што го кажа, дека сакаш Бом Таксиза и Дом Плејад излезат во политичка партија да го кажам, во после Бога. Јас сум убеден дека сега пијат стратезија што го слушат од пред, ќе го направат тоа на следна кампања. Што накад губат сите од се слушај, сигурен сум дека сега што нив им треба подршка од младите, нема ни на политичка партија. Јас сум сигурен дека ако отидат на таа потека, дека да земат Дом Плејад или Бом Таксиза да им биде после говор на заедно си излезе Дом Плејад. Држи говор, брат. Јас сум сигурен, брат, дека тоа ќе направи политичкиот пијац. Дека спомнјате да го играш чалачки Битлски. се молам. Постои тоа. Се молам. Не, бре, не се молам затоа што они не сваќаат дека не тоа го збориме затоа што е лошо Лил Памп да не заебаваме, ама дека се има музиката, нема потребно да се меша во политика, разбираш? Ама они ќе речат тоа, ајде направиме се, они се спремни на се само да бидат политички поени. Ама зошто бе брат идеш на таков популистички потек? Зошто бе брат? Нема се суштински, покажи нешто. Пошто може ке немат за некој да ги гласа веќе пошто гледаат. Подобро Дом Плејад нема кандидират брат за некоја позиција, он подобро ќе направи нешто него Тоа брат нема сега да си стало на земја. бре барем ќе направи нешто, колку што толку се надава. Ќе бидат добар да топлеа. И дека полоша не може да биде. Повозрастните велат дека во нас проблемот е дека не, проблемот е во елитите што го контролира системот во држава. Не е проблемот ни во тој, ни во мене, ни во тебе, ние се разбираме. Значи, ама ние, што е проблемот, тоа што ние наоѓаме конфликт. Ние не сакаме да функционираме како повозрастните во ние не сакаме да влеземе во тој комфорт, да бидам ја обичен административен, да ми заврши тука животот, чекам на служење, значи ние го сакаме нешто повеќе да се оставиме. Точно. Тоа е тој момент што они не сакаат да го скапираат или нешто не им да го сватат. Или пак знаат дека процесот е премногу долг и дека ние ќе се откажеме некаде и дека ќе стигнеме кон нив некаде како. Значи ако они се откажале некој во минатото тој дел. Нема потреба никако да се одржуваме нашите соништа. Тоа не обезграбуваат на некој начин. Кога не ме кабе не ме вака ќе се реши да завршам сам моје тоа и вика зашто да правиме. Да, Се се на рекусите. Кога многу луѓе мислите за перкусиите. Не скопи. Немат волја да ги стрпе реперкусиите на секој свој дело. Зашто? Без дело и реперкусии нема прогрес. Што фобите реперкусии? Тоа е тоа. И уште се последниве две теми, албанската пропаганда што се пропагира од туј. Значи ние кога ја напаѓаме туј, ние не го напаѓаме албанската нација, туј ги напаѓаме представители тука во политичен. Луѓе што се дел таа партија и они цело време се кријат за тоа да ме како ги нападнеме туј, албанците се нападнат. Не е лошо е што албанците не знаат да си оттигнат гласот да кажат ало, не ја презентирате вие нас. Тука е еден проблем. Они се ставени во тесто затоа што нема кој да ги подржи. Ако никако останатите би поделена подршка, ако они не се сами. Но би имала партија која што ќе излезе се бори. СДС требаше да се бори против други генерал, не каде со нив и чао пријател, ти добро. Нормално. И ништо не се затоа. Оди у паѓање цело време, ама бизнисите ги контролираат и така партиите ги се стојат само за нас декларативно. Сега во декаденција сме сега. И што беше моментот? Албанците се кријат зад дури се крие зад тој албански дел дека они се стојат зад албанците. Значи ниту една политичка партија во албанска политичка партија не застанува за интересите или на албанците или генерално на Алијанса не са тие дебела темек
Брат, слезе за еден силно струга, веќе ги збркаме сите македонци. Што сакате тоа така? Зика е, ова. Значи, зошто взимаат гласови цело време национално популистичките гласови? Значи, или ќе има држава, значи не се целуваат млади македонци само, тоа целуваат и млади албанци, тоа е проблемот. И сега онифе, ако имало на пописот помалку албанци, тогаш албанците ќе се нема се наодат албанци. Туку ќе се наодат политичките партии, што ќе изгубат моќта. Албанците што ќе се Албанците пак ги и пак ќе се исто, зашто законот функционира за сите исто. Да. Ама политичките партии им пречи ако они опаднат по 20%, што они имаме после тие ќе го манипулираат, зашто туи без алијансата го манипулираат албанскиот народ. Да. И само ме разбираш, они сега албанскиот народ, значи имаме ние другари што се албанци, тоа не ги генерализираме. Но ако албанците и македонците имаат соживот, што е очигледно, Може да тој што ги создава тезиите. ВМРО секогаш пред избори ги креваше тезиите на национална карта. Да. Албанците од друга страна. Сега кога беше изборите, дуј како вика? Премиер албанец. Така нешто беше, мислам. Да, зашто тоа беше Сега, кампањата. што има врска, нека биде промена албанец, нека биде кандидирани од СДС, нека биде. Да. Нека биде посудете каде, или ВМРО, не е битно. Да, нека е соодветно да си ја врши работата што треба, не под да мора да биде под албанец, да, или премиер е жена, што не е битно, че жената како е добра, и се за матрица зашо. Ако е добра, окей, нека бидеме, нема потреба да била жена или има жена. Премиер или председател има шанса си Силјановска беше. Корумпираниот политичар не гледа раса, боја, нација, гледа. Знаеш, корумпиран политичар се и албанецот, и македонецот, и ромот, и турченци, да. Збориме за луѓе што генерално ја водат политиката, а не се достоинствени на моралот и на етиката. Тоа е проблем. И немаме проблем, па ќе напоменам по 100 пат, со албанците. Не, имаме проблем со политичките партии што ги злоупотребуваат албанците. Сега албанците може да излезат од тој дел, што очигледно упорно они не може да најдат некоја се што они пас, знаеш. Не може пошто се ипак зависи од работни места. Зависи од работни места, зависи од нив таа реално тоа одвојување брат, тоа е ново, тоа е вештачко. Тоа е вештачко. Меѓу нас тоа малите не постои, ама не постои повеќе тоа. Ама некој го стимулира. Има луѓе што го поддржуваат тоа и што го буцкаат нонстоп. Тоа е едноставно, ама за да има конфликт мора да има двете страни. Па тоа викам има, затоа се случуваат несекни случаи. Затоа не се случуваат сите тие проблеми, ама за тешката ми темата само да ви убацам. Се случуваат сите тие конфликти затоа што зад тие несекни случаи стојат политички партии. Да. Не стојат дигнати действија. Кога тие политички партии би се бореле за соживот вистински, а не влегле во негосите театар, пак да не направиле, да речеме, никој не одговара за тоа и директорката ќе смени. Директорка ќе смени, а вие комитијавата пред стадион што се прават коматски работи и ќе ги казниме. Да. Са и двете страни се на некој начин не се кој што треба, ali како малажбе, мала и кој што треба. Законот треба да биде за сите еднакво. Да. Не може без проблем законот затоа што ти си албанец или ти си македонец. Не може, или сме сите исти или не сме. На крајот на кршта ние прво сме луѓе, после сме тие нации што не се етнички припознати се тајни и верски. Јас сум се родил како човек, не сум се родил затоа што сум се родил во Македонија, па сум човек. Може да се родиш не знам во Јапан негде. Логично. Феминизмот суштествено е наменет да крене муките на жената и на мажкото. Тоа е го поставено давна, но сега проблемот е што различно е нивото. Многу луѓе не може да достигнат тоа и феминизмот што прави волност на нивото и го спушта надоле. И тоа го прави а по своји должности во општеството, а по дури ствари како физички изглед. И предно како феминизмот наместо да промовира како своите естеници тоа од изграде како убава форма да е, не, промовира секое тело е окей. И жени што се како 100 кила тесна направени како дебилјузи, мрсничка уга, како се топ, ти си примерна жена. Тоа е сидиозно. Жално е, тоа е сидиозно, не треба тоа да прави. Секоја движење што е цел да зголеми моќите нешто и да направи нешто по совршена форма, треба секој мал аспект да го земе во пресред, дури и физичкиот. Не може да не си физички спремен да само да кажеш дека тоа не е проблем. Ако има очигледен проблем без разлика од кој дел е проблем, мора да смениш.
окей да се промовира дека секое тело е убаво, пошто реално не е никој едно совршен пројав. Што и од мене, али некои работи кога веќе не се здрави, кога не треба да се каже дека таа е окей, кога некоја планета, мислам, треба да се каже дека ало ти се вели тебе, тя може нема да се разбудиш. Дефинитивно. И тоа многу не сваќаат, што окей, секое тело е тело, може да се менја. И с тоа сметам дека не е толку big deal за како делаш метод, ама е big deal како се обидувањето дали треба да смениш тоа. Веќе секој у тело е принцип да се дебелее, да слабне, да се разболе, да оздраве. Принцип на телото е. Но како да ги имаш обидувањето, да стигнеш најдобрата верзија на своето тело. Тоа сме не само тоа, тоа е тело слабо ако е некој убав. И за крај да нафрлиме од што се разочарани млади во зашто не се активираат политички, ама партијски аспект. Зошто се разочарани? Како што кажам, мислам дека се подценети имат дека тој сакат, ама немаат каде. Да, подценети. И нафрлиме сите теми, сите причини прека зошто се разочарани. Што вие имам котираме генерално бе поголеми од моите. Тие што се наше окружување нормално, зошто мисли дека се разочарани? И целувајќи од себе, па и нив генерално. Како што кажа, таа не дозволува, ако некој на тоа мислење, он ќе биде отстранет или ќе му се каже не го прави тоа, така да има сватно некако влезат таму и го подпишуваат технички договор со ѓаволот и тоа е, нема друго. Затоа многу ги отпива да се вклучат, затоа многу има потребност да се вклучат до било кој активизам, например, не само да било политички преку партија или ван партија, воопшто било каков активизам не ги да станува и тоа што таа стигма на нашето општество ги притискат надоле, не знам да им дава да ја светаат, било што, така да затоа не е ново, нема и да биде ново, ќе биде понатаму се повеќе и повеќе. Ќе нема да има некоја иницијатива за да се Знаеш, огромен дел на млади го прави тоа. Ова ти што го знаеш, огромен дел на млади сме такви. Спочувајќи ми мене. Но знаеш како, не можам тогаш тоа значи дека голем дел од младината, голем цел е на правилен пат. Никој не може да најде решение, што никој не ги слуша од тие што се на висока позиција. Ама правилен пат тоа не се знае така. Значи големиот дел, пази, значи мнозинство од младите сме на исто рамниште, на исто размислување дека знаеме што е проблемот, знаеме и тоа не се активира. И затоа сакаме да се оцелиме да избегаме држава, да се оцелиме да избегаме од тука, за да можеме да функционираме, зашто овде те гуши од цела страна. Тоа не го зборат малцинство, туку мнозинството. И тие млади што се останати тука, и тие што се оцелуваат. Секоја чесно тие што успеале да знаат алтернативен начин да просперираат држава, а да не се политички активни, и да не се во политиката, секоја чест не им дискутирам ништо, не им спорам ништо. Меѓутоа кога тогаш и они ќе бидат ударени од системот. Кога тогаш, прашање, ако не сега, тогаш видиме со нивните деца. Докога не се менува ништо, само ги каскам на тоа, викам, пробаме и ние како млади, смениме нешто, да дигнеме барем гласот. Колку што може наши другарчиња да активираме музичари, секоја сфера, за да може да се дигне да се мотивираат луѓето да дискутираат гласно за проблемите. Што они се јавни личности, не плаќаме данок во држава. И они џебе дискусијата действија. За да бидам фрустрација, џебе дискусијата действија, џебе да се желеме ко тоа ми смета, тоа ми смета, тоа ми смета. Првично не смета неактивноста. Као никој не е активен да смене нешто. Ние сме со тоа, ние сме со тоа. Што збориме? Тоа што збориме за да може да се мотивира да луѓе да зборуваат. Што ќе направиме? Колку можеме побосно, барем да имаме некој си дискурс, да се разбуди некаде, може, не знаеш, тоа што да ти право си. Имам некоја си кратка, меланхолично е. 99% си управо, но 1-3% што ако успе? Се надевам, се надевам 1%. Се молам. Јас го барам тој 1%. Се молам, јас се молам, тоа ми е толку меланхолично. Као убаво ми дискусијата, убаво што добро. Се надевам ќе се прошири умот некој што слуша ова, ќе гледа други перспективи, ќе ги фата. Но меланхолијата ми е што само говориш на смене. И тоа ме наиритира Македонија. Што само се говори. Не го говорат ова. Ова не го говорат на други места. Само да говорат. Не се стува така на други места. Ова не каже некоја друга платформа, која што дискутира во платформа се го. Значи нема тоа што се сплаши дека нешто може да се деси. Протестите се исто така, како што дискутирав, максимално релативизирани. Што може да биде 99% што рековме дека нема да може да успееме тој 1%. На мал надеж, значи буквално само искрена надеж дека може младите да се не се охранат младите,
Синерално и последно што гледат за охрабрат да го зборат гласно проблемот тоа што им пречи. Тоа што го гледа ако барем подршка става нешто. Скрема, треба барем како та 1% стане 2%. Чели, како? Кога треба барем како та 1% стане 2%, Да. 4-5 да се расте. Значи може тој, може тој 1% да не се деси, може се сите 99. Ако успееме тој 1% да се деси, ќе се деси тој 2 или 3 ќе зголемуваме само ќе се. Свеги да се проба, ако не се проба и тој 1% ќе остане само 1% да искористи. Да. Евентуално секој труд има свој плод. Мора да има парту, за некоја беше многу интересен денес. Не да има парту да има воопшто да се дешава ово со поише луѓе други. Да, тоа сам да кажам. Следната да имаме со поише. Да излажеме повеќе луѓе да. Ама и да смислиме ако си да ние да лажеме брат покрај толку ликови што лажам, Да. не знам. Тоа беше ова да се направиме со повеќе, поголема екипа се собереме. Да смислиме друга тема, што е со така актуелна или пак што ја испуштаат намерно. Да. Да пробиеме некоја пропаганда, тоа да направиме со еден другар Христијан. Пропаганда на политичари што мислат дека ние не ги гледаме. Не ние, тој проблемот што мислам дека кога збораме ние, мислам дека мислиме на нас тука. Генерално наследнието и народот, а најмногу младите, им гледаат преку тие пропаганди што ишибаш. Што толку е ефтини, глупави, брат, па се гледаш што како поминува. Оно дека го гледа дека нешто, не знам, толку ти процентно интелигенција сиеш, брато, што збори, она со најмногу не смешен беше на 10 прашања, за да ги гледате на политичари, 10 прашања. Коста Петров води по овие по Мила Царовска, по Радмила Шикаринска. Кој сакаш да те губи? Нека Джулија Робертс. Кој ти е омилен? Кој ти е омилен филм? Джокерот. Со кого сакаш да... Кој кажа дека е Джокерот омилен филм? Джулија Царовска. Толку јас идам. За 10 прашања беше тоа смешна промоција. Значи, дискутираме ВМРО дискутира ќе дошла правдата, кога они 11 години пак да направи држава. Сега они се реформирани, мислите дека се реформирани нешто ВМРО, нешто се реформирани? Не. Исто такво са. Сиде за исто такво. Нешто, како што дискутирам се поише како програме, 99% имаат 100 како ќе стигнат на крај. Ама тој 1% сме мислам дека ние неколку минути да опитуваме да пробиеме некако нешто. Не знам, значи, многу мене ми е смачено некој брат, не знам што прави, не знам што се дешава, секој некоја нова глупости за тоа од нив. Као што имаше промоција на кога што зборев. Не, Монти Пајтон државата. Монти Пајтон, што е ова? Значи, не. Тоа задње време сме бај Монти Пајтон. Не смешно што да кажам. Да. Трагикомично. Презам, имаше еден директорот во Швеца го фаќа со дрога. Брат, директор си на таа плата, градоначалник, шверца цигари, брат, го фаќаат граданица со Бугарија. Што ви е, бе, браќа, бе? Кој швеца уште цигари да живее? Ово возо камионот. Мајка на види го градоначалник, толку мала плата имаш, брат, и камион мора да вози. Брат, што се дешава, брат? Што се држава, брат? Не знам, брат. Не знам. Значи, толку не нечем писменост, ама од сите страни, брат, значи, ВМРО и СДСМ, генерално, што е со луѓе, брат? Имбецили. Нека да го искористам тој збор на камера, имбецили. Ќе кажам уште една работа, не имбецилска работа што си има случајна е за автобуси, бе. За заштита од корона, редуцира го бројот на автобуси. За која логика, бе, чекай? За која логика со тоа што ја мора да се буткам автобус со 50 ебани души за да идам на работа, не требаше да кажам тоа на камера, со да треба да псувам. Си извинувам. Ние сме политички коректни да бидеме некоректни. Не, гледам да не псувам цело ако се пред на Ти излезе тоа. Христијански сервер. Христијански сервер. Сега ќе да нападне цела фела одржава што си вулгарен пред камера. Срам те било ги промовираш тука вулгарни. Деца те гледаат. Тебе да ти стави. Дешава, ајде. Која е логиката, бе, човече, да скрпиш автобуси, да се гужвам ја кој идам да га работа со толку и што ќе спречи, бе, тоа? Ама темек нема отидат луѓе. Абе работа имаме, треба на работа со толку и толку саат, бе, немаш ти вако. Пази, ако има поголем број на автобуси, има поголема, помала шанса, сега има поголема гужва.
кој има помал број на вако, луѓето ќе чекаат само да додат први поши луѓе има вара. Да, 16 кај мене како и дај ги нема зашто толку ги нема солари, цела железара, ајде сите. Кај си комшија шо правиш? Ево друго комшија намо доде во автобусот нема да стап вака. Ти ќе опреаш ама си го. Знамо кај си. Мислам не е тоа не е проблем да ги видам, си сакам комшиите него. Која е логиката ти да спречиш? Не, беше, не знам дали јас тоа видел, имаше една изјава да поранешен министр сега, там е Манчевски, вика, единствен човек што не сака да биде министр, тој што не бил министр. Тој останал министр. 300 IQ. 300 IQ. Кажи способност. Кажи способност, што другите не ја знаат за тебе. И вика, Оливер, знам да зборам ромски. Видам колку добро знае да збори. Толку добро збори ромски, што ромиве не го разбере што кажа тоа, пошто не мога боја везе, као јас... Добро да јас знам да зборам руски и фински, зашо? Да, оваа способност добра. Другите што езици, тоа се го изучуваме, немаш способност да со другите няма може да... Она е брат, тоа е некој по-супер херој, Што ти е брат да зборам ромски, what the fuck? Као Аквамен што комуницира со делфините, ова и така. Толку е днес... Одјава. До свидания, друзья. Увидимся в следующий раз. Ей, руско влияние са. Ей, шпион. Готово, имаме пар тусивне, шо е.